Гостин во денешното предновогодишно интервју за МИА е вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи. Добар ден, господине Битиќи. Добар ден, благодарам на можноста да се обратам пред вашите читатели и гледачи. Би го започнала интервјуто со она што е актуелно, а тоа е порастот на цените на светските берзи и енергетската криза. Она што владата ги замрзна цените на основните прехранбени производи до 31 јануари, меѓутоа мислам дека она што ќе ги интересира граѓаните е што по 31 јануари, дали има простор за паника кај граѓаните дека може да настане нов ценовен шок и да се зголеми инфлацијата? Да, мислам дека неколку работи се во прашањето. Прво, зборуваме за енергетската криза како таква, која што неминовно влие не само на производите во малопродажба, туку и во голема продажба. Но секако она влие во целокупното живење, не на граѓаните, на стопанството, но и по-широко. И за жал, за енергетската криза, како што беше и за здравствената криза, тој е надвршен фактор кој што ние како влада не многу можеме да влијаеме. Но сепак, кај енергетската криза, ние преземавме одредени мерки. Последната мерка која што се однесуваше на зголемување на цените, во принцип го направивме, иако јас не застапувам став дека владата треба да интервенира во пазарна економија со замрзнување на цени, со лимитирање на маржа на добивка кај компаниите, кога има одредени движења. Јас застапувам ставот дека сите чинители треба да се совесни и да не ги користат можностите евентуални кои што они ги гледаат на грбот на некој друг. И има еден концепт кој што го се залагам низ години, повише од 20 години кога имам работено во развојниот сектор, а тоа е дека секогаш кога креираш или правиш одредена мерка, правиш мерка за да не наштетиш на другиот. Го викаат на англиски do no harm. Тоа значи да, можеш да профитираш за себе, но ако при тоа заради твојот профит тоа го правиш на грбот на стотици илјада луѓе, сметам дека тоа не е морално, туку не е етички, не морално, но и според правилата на игра не би требало да се направи. Ја повише се залагам кон креирање на систем, на вредностни системи, и ние како влада имаме такви механизми. Јас сум еден од првите кои што најавив дека ќе бидеме многу ригорозни за компаниите ако евентуално има картелско здружување, тоа е договарање на цени и зголемување на цени на одредени продукти, затоа што тоа навистина наштетува на основниот принцип во пазарната економија, тоа е конкурентноста. И јас сум поборник да елиминираме такви појави, ако ги има, а не да замрзнеме цени. Но, за жал, моравме да го направиме и тоа, затоа што најверојатно како општество се уште не сме дораснати до вистинските пазарни вредности кои што треба општеството да ги има. И јас кажавме во некоја изјава, кажувам пак за нашите тие што ќе не читаат и гледаат, дека и граѓаните воопшто дека треба да бидат смирени. А тоа е дека да, мерката е до 31 јануари, ги следиме бурно состојбите на секаде, какви се движењата и на енергетската криза, и здравствената криза, и евентуалното поскапување на цени, тоа е движењата на инфлацијата. И ако е потребно, ќе ја продолжиме, но ќе воведеме и други мерки, ако сметаме дека тоа е нужно за воведување. Дали тоа значи дека и во делот на енергетиката ќе бидат воведени нови мерки, затоа што очигледно е дека цената на струјата ќе поскапи по нова година? Има најави од министерот за економија дека тоа ќе биде до 10%, опозицијата вели 30 до 40%, првиот регулатор смирува велејќи дека прво анализите ќе се направат, па потоа ќе се излезе ќе се каже колку ќе биде покачена цената. Дали во една ваква ситуација владата планира некои дополнителни мерки? Значи, пак ќе кажам дека ја не би сакал да влезам во кругот на предвидување. Јас знам една работа која што
со сигурност ќе се случи, а тоа е за граѓаните, ќе обезбедиме доволно електрична енергија и од јануари и натаму. Тоа значи дека нивниот секојдневен живот и потребите за електрична енергија нема да се загрозат. Тоа значи нема да има рестрикции, тоа можам да го гарантирам. Владата превзема мерки за да обезбеди доволно производство на електрична енергија по цена која што на крај регулаторната комисија за енергетика ќе одлучи колкаво е зголемувањето. Ја пред година дена кажав дека цената која што ние сите ќе ја платиме во наредниот период, затоа што се залагаме за зелена енергија, за зелена агенда, а тоа значи поздрава животна средина и поквалитетен живот за секој еден од нас, ќе треба да ја платиме во наредните години. И полека треба да се научиме дека тоа оди напоредно. Сакаме да живееме во подобри услови, подобра животна средина, помалце загаден воздух, тоа значи инвестиции во обновливи извори, инвестициите во обновливи извори значат малце поскапа електрична енергија него што претходно сме се научили да ја платиме. Така да моето очекување е дека да, но навистина процентите ќе ги оставиме на регулаторна комисија за енергетика. Знам дека како влада се што беше во наша моќ да се осигура за да поскапувањето евентуално од 1 јануари не биде големо како што некои навестуваат, а јас гарантирам дека нема да биде како што некои сакаат да сеат страв помеѓу граѓаните што ќе се случува, а еве го за некаде 5 до 6 дена ќе имаме одлука од регулаторната комисија за енергетика, ќе се случи. Тоа значи дека обезбедена електрична енергија од 1 јануари безпречено, значи без никакви рестрикции, цена која што се уште кажувам ќе биде една од најефтините во регионот. И второ, и трето, ќе продолжиме да инвестираме во обновливи извори на енергија, затоа што сметаме дека тоа е само еден од најодржливите начини во кои што владата треба да продолжи. И четврто, за сите ранливи категории на граѓани, веќе од 1 јануари ќе обезбедиме ваучери за енергетски додаток, иако претходно морам да кажам дека таков енергетски додаток они го има, но беше вкалкулиран во целосната гарантирана минимални приходи, тоест во народски кажано социјалната помош која што ја добива од 1000 денари, но они веројатно не ја чувствува како таква затоа што одеше во вкупниот пакет на социјална помош. Тој ваучер сега ќе се прошири со поголема целна група и ќе се даде директно како енергетски додаток за да се ублажи евентуалниот удар од можното зголемување. Напоредно на тоа, ние работиме како влада во зголемување на животниот стандард, затоа што тоа е клучно во наредниот период, не наредниот период за месец дена, наредниот среднорочен период, да го подобриме. Со подобрување на животниот стандард, веројатно ова што денеска го дискутираме за евентуално покачување од без разлика колкав е процентот, дали е тоа 5, дали е 10, дали е 15, луѓето помалце ќе го чувствуваат затоа што нивниот животен стандард би се подобрил. Во тој контекст синдикатите неодамна излегоа и на протести и едно од нивните барања беше минималната плата да се зголеми на 18.000 денари. А за таа цел поднесоа и предлог да се донесе закон во собранието со кој минималната плата ќе биде 18.000 денари. Бизнес секторот се уште да речем недоволно се изјаснува околу ова прашање. Ме интересира колку ваквото барање на синдикатот е одржливо и дали има можност да се реализира. Значи, синдикатот, да, ние сме во постојан контакт и со синдикатот, и со организацијата на работодавачи и коморите. Редовно одржуваме состаноци на економско-социјалниот совет како едно од трипартитните тела во кои што се дискутираат сите социјални проблеми и унапредување на правата на работниците, но и на работодавачите. И досега сите одлуки се донесени со консензус.
За мене искрено беше малце изненадување некоја форма на ултиматум дека мора да имаме 18.000 денари од 1 јануари, иначе ќе имаме генерален штрајк. Затоа јас искрено бев изненаден и ги повикувам да продолжиме со диалогот, затоа што сите страни вклучени застапуваме исти вредности. Застапуваме вредности кои што се базираат на праведност и правичност и социјална правда и нема да оставиме никој во ниту еден момент да работи на терет или грб на некој друг или за штета на некој друг. Ќе обезбедиме правда за сите. Тоа значи и минимална плата од 18.000 денари или поголема може да се случи. Но напоредно јас секогаш отварам дискусии кои што се поврзани со ефикасноста и продуктивноста на работната сила, со инвестициите кои што ние како влада треба да ги направиме и да ги поддржиме во зголемување на конкурентноста на компаниите, со воведување на нови технологии, со реквалификација на работната сила, за да конечно стигнеме до некој посакуван процент на продуктивност кај работната сила која што е Македонија, која што за жал, ако ја споредиме со европските земји или земјите членки на Европска унија, далеко е под просекот кој што таму го имаат. И нормално, ако осигураме еден таков план помеѓу сите овие чинители кои што јас велам се во севкупниот екосистем, сметам дека неизбежно е одлуката на зголемување на минималната плата. Но таму секако јас, без разлика што можеби нема да звучи како својствено на еден политичар да зборува, јас се залагам да збориме и стигнеме до одреден консензус на колкав процент е минималната плата во однос на просечната плата, затоа што тоа е еден од параметрите кои што укажува колкав е диспаритетот помеѓу различните категории на луѓето, а секако знаеме дека ако имате голем диспаритет помеѓу различните категории на луѓето, во суштина многу потешко е да стигнеш до социјална кохезија, до кохезија, општествена кохезија на луѓето. И затоа јас се залагам да отвараме дискусии за теми и секако преку консензус да ги постигнеме. И затоа сметам дека стопанството не реагира затоа што они се соочени со недостигот на работна сила, они се соочени со недостигот на работна сила која што дава голема продуктивност и ефикасност. И навистина се загрижени. Ние како влада сме загрижени исто така и еве денеска на пример сметам дека направивме голем исчекор во иницијативата на Отворен Балкан во кој што едноставно го отвараме мобилноста на работна сила помеѓу трите земји, а секако се надевам дека многу брзо помеѓу 6 земји на Западен Балкан и понатамо таа ќе расте. Затоа што само така ќе осигураме со зголемување на конкурентност, зголемување на продуктивност и ефикасност на работната сила и тогаш веројатно ќе дојдеме до ситуација да нема да ни е многу битно минималната плата, затоа што ќе зборуваме за достоинствени плати за едно работно место кое што е продуктивно. Кога веќе ја зачнавме темата за Отворен Балкан, денеска во Тирана беа подпишани трилатерални и билатерални договори. Може ли вака поконкретно да кажеме каква ќе биде придобивката за граѓаните? Значи, јас сум еден од тие кои што се залага од првиот ден на мојот мандат за зголемување на конкурентноста. И интересно е дека многу малку го зборуваме концептот на конкурентност. Вообичаено сме навикнати во овие простори, дали внатре во земјата или надвор во Западен Балкан, да зборуваме за конкуренција, за креирање на конкуренција, а не конкурентност. Конкуренција е кога јас ке поставам правила малку подобри од твоите, за да ти во суштина ти наштетам тебе. А конкурентност е кога заедно ќе креираме политики во кои што и двајцата ќе добиеме и ќе станеме уште подобри и уште поголеми во смисол на глобалната конкуренција. Отворен Балкан, иницијативата Отворен Балкан и денешните договори, впрочем, го зборува тоа. Впрочем, таа не е ништо друго него тоа што ќе го добиеме со влезот во Европска унија. Добивате универзалните четирите вредности на Европска унија, денеска беа преточени во дела помеѓу 3 земји од 6 на Западен Балкан. Наместо да чекаме, да отвараме поглавја
па да пристапиме кон Европска Унија, ние денеска го направивме и шекорот. А тоа е дека имаме целосна либерализација на мобилноста на луѓето, на стоките, елиминирање на административни бариери на царинските испостави, со цел дека еден ден ќе дојдеме на територија во која што нема да има граници, тоест и стоките, и услугите, и луѓето ќе се движат непречено. Впрочем, што е разликата помеѓу Германија, Франција и еве да ја земеме уште една земја, Белгија. Преминувате низ 3 држави, не сваќате дека сте преминале граница, секако со осигурување на сите безбедносни моменти. Имате можност како жител на Европска Унија, без разлика што се државјани на Белгија, да работите непречено во Франција, да заработувате повеќе, ако навистина за тоа имате одредени квалификации. Таа е целта на Западен Балкан и денеска тоа е тоа што го направивме. И затоа ја велам дека не денеска, туку вчера требаше ова да биде направено, затоа што утре ќе биде касно. Утре кога ќе почне периодот на пост-ковид рехабилитацијата, во период кога ќе треба да излеземе сите од ковид, кога ќе зборуваме за вредносни ланци, кога ќе зборуваме за така наречениот nearshoring, што имаме да понудиме како национална економија, мала економија од според последниот попис 1,8 милиони луѓе? За каква работна сила ќе понудиме? Ќе понудиме работна сила која што може да задоволи капацитетот 20.000 IT инженери? Па не. Но како регион на Западен Балкан, секако тоа можеме да го понудиме сите заедно. Но малце ќе биде битно дали нашиот син седи во Скопје, а работи за компанија која што седиштето им е во Тирана, или нашиот син седи во Београд, а работи за компанија која што седиштето е во Скопје. И тоа е тоа што ние се обидуваме да го покажеме. Треба една за секојаш да сме прагматични. На крај на денот, како што ние денеска кажуваме за некого кој што 30 години не креирал визија, не креирал можности и велиме дека тоа е лошо што некој тоа не го направил, нашите деца после 10 години ќе ни го кажуваат нас ако денеска не го направиме и шекорот. И тоа е иницијативата Отворен Балкан и тоа што денеска се случува. И ова е, сметам, тоа што главниот аргумент кој што би требало да го поддржиме, да ја поддржиме иницијативата. Ја велам, ние вообичаено и политичарите, и носителите на функции, и граѓаните премногу сме обседнати со средствата. Зборуваме за иницијативи, како тие иницијативи имаат некоја, не знам, секогаш задна намера. Но што е иницијативата на Берлинскиот процес за заеднички регионален пазар? Различно од Опен Балкан. Само што е водена од Европската Унија. Иста. Што е иницијативата на централно-источните земји Central European Initiative, во кој што спаѓа земјите на Западен Балкан плюс земјите во Источна Европа? Иста. Што е иницијативата на ЦЕФТА? Сите тие се средства за да се постигне поголема конкурентност. Крајната цел е поголема конкурентност на нашите економии. А јас зборувам за регионална конкурентност, затоа што само тоа ќе биде спасот за овој регион и само тоа ќе биде одговор на претходното прашање кое што го заокруживме кога зборувавме за подобрен животен стандард. Не можеме да подобриме животен стандард занимавајќи се и мислејќи сме дека сме најдобри во нашата прва лига фудбалска. Туку треба да излеземе и да се пробаме у Champions League, дали таму воопшто можеме да играме. И ја велам, играњето во регион ќе ни дозволи полесно да влеземе во глобалниот пазар. Тоа значи дека се согласувате со констатацијата, колку што можам да разберам, дека Отворен Балкан е чекор до ЕУ, а не само моментално амортизирање на фрустрациите на земјите кои предолго чекаат. Апсолутно, јас секој сум кажал, сите иницијативи што ги набројав претходно се средство за да се постигне подобар животен стандард на секој еден граѓанин во нашата земја.
Денеска искоментирав една многу искрена дебата која што ја одвивавме. Реков, една моја колешка рече, конечно можеме да работиме кај да сакаме во Балканот, без при тоа да немаме административни бариери. Ја реков, па да, јас пред 9 години го имам направено истото и веројатно тогаш не беше вообичаено да видите еден жител на Македонија да работи во Западен Балкан непречено. Но некој го има направено тоа, затоа што има видено дека има конкурентна предност. Тоа е тоа што нас ни треба. Не се битни иницијативите. Да заборавиме на иницијативите. Иницијативите доаѓаат. Тие никако не се замена за европските интеграции. Тие никако не може да бидат замена за европските интеграции. Затоа што основните 4 универзални вредности на Европската Унија не може да се заменат. Тие или живеат во нас, или не живеат. Ако денеска не зборуваме за слобода на мобилност на луѓето, на стоките и услугите, кога тоа ќе го докажеме? Кога ќе влеземе во Европска Унија? Не, тогаш ќе биде касно. Затоа што јас тврдам, и можеби пак ќе кажам, не својствено за политичари. Кога ние тоа ќе сакаме да го направиме, после 5, 10 или 15 години, се стравувам дека нема да имаме за кого тоа да го направиме. Затоа што сите од луѓе со отворен видик, со отворен ум, ќе не напуштат. Затоа што ние сме биле крути во нашето размислување и во нашата отвореност да креираме подобра визија и подобри можности за нашите деца, за нашите внуци. И затоа сметам дека не е битно иницијативата. Дајте да зборуваме за целите. Што е клучната цел што сакаме да ја постигнеме? Што е тоа што сакаме да го подобриме на вистина кај нашите деца? Што е тоа што сакаме да им го дадеме како можност? Подобро образование, поквалитетно здравство, подобри работни места, подобри платени работни места. Да зборуваме за тоа. Дали тоа ќе го постигнеме заеднички или сами? Еве, ја ќе ви кажам, сами нема да можеме да го постигнеме. Нема да можеме да го постигнеме, затоа што тоа е максимумот што можеме да го достигнеме. Не можеме ние да имаме, да сме изолиран остров во Западен Балкан и во Европа, во кој што ќе бидеме држава без ниту едни никакви даноци, за да сите доаѓаат и имаме поголеми плати. Тоа не е одржливо. Но, заедно како регион, со креирање на поголеми можности, доаѓаме до побрзи и поодржливи решенија. Во моментов приклучени во оваа иницијатива се 3 држави. Тоа се Северна Македонија, Албанија и Србија. Лидерите на 3 држави испратија повики до останатите држави од Западен Балкан да се приклучат кон иницијативата. Меѓутоа, со оглед на политичкава ситуација во регионот комплет, колку ваквиот проект е реално остварлив? Јас силно верувам дека тој е остварлив. И јас кажав по една моја прилика на официјалната посета во Црна Гора со мојот хомолог, вице-премиерот Абазович, на пресконференција. Он лично кажа дека он го поддржува Open Balkan. За жал, политичкиот контекст, може би тога во Црна Гора, во Косово, во Босна, заради различни работи, тоа во моментов не им го дозволува да го направат и шекорот. Но ја кажав, се надевам дека побрзо овие 3 земји ќе станат дел од иницијативата Open Balkan. Не само, ќе станат дел од регионалната, тоест иницијативата за зголемување на регионалната конкурентност. Затоа што утре може да биде касно. Затоа што губат нашите сограѓани. Губи секој еден од нас. И тоа е највише болно за секој еден од нас, без разлика на дневно-политичките агенди кои што евентуално можеме да ги носиме. Но верувајте, мислам дека е дојдено времето да ние како политичари малце повише се грижиме за добробита на нашите сограѓани, а помалку за дневно-политичките агенди на нашите матични партии. Со Бугарија имаме спор кој што се уште е нерешен.
тој се одразува, се разбира, и на економијата. Сега новата бугарска влада најави попрагматичен пристап. Меѓу другото, новиот сега премиер Кирил Петков најавува и формирање на 5 комисии. Дел од тие комисии се и за економија, мислам и за инфраструктура. Колку овие комисии може да дадат придонес за работите да се придвижат напред? Јас сум склон да кажувам дека соработката треба да доаѓа на природен начин. Кога тоа не е возможно, тогаш можеш да креираш одредени тела кои што мора да дадат јасна зададена агенда. Ние искрено се обидуваме да покажеме дека сме отворени за соработка, не само со Република Бугарија, туку со секоја соседна земја, затоа што силно веруваме во принципот на регионална конкурентност. Колку повеќе соработуваме, толку поголема добробит за нашите сограѓани. Впрочем, ние имаме фантастичен пример после Преспанскиот договор. Ние билатералните односи и економски, можам да кажам, со Грција почнува да ги покажуваат првите резултати. Ние од аспект на енергетиката, например, стануваме, нашиот јужен сосед станува еден од најбитните и партнери, да ги кажеме. Многу скоро ќе почнеме со градење на интерконекторот со Грција за диверсификација на гасот за нашата земја. Знаете колку е тоа важно за економијата, диверсификацијата на ресурсите на еден од клучните енергенси, а да не зборуваме на соработката која што ја имаме во терминалот Александрополус, во кој што ни даваат можност како земја да станеме дел од собствениците на самиот терминал или во гасната електрана и така натаму. Истото ова укажува дека и со Република Бугарија треба да следи истото. Без разлика, например, дека во овој период ние добивме на 2 пати вето од Република Бугарија, ние ги продолживме напорите во подобрување на инфраструктурата кон нашиот сосед. И патната и железничката инфраструктура. Само што заврши тендерот и моето очекување дека веќе во март ќе ги воведеме во работа компаниите за продолжување на коридорот, на железничкиот коридор и веќе некаде во јуни ќе биде објавен тендер за третата фаза, со кој што финално го заокружуваме коридорот 8 кон Република Бугарија и според проекциите би требало да заврши некаде 2025 целата железница. Наспроти бугарските планови кои што велат дека 2027 би требало да заврши железницата на нивната страна. Комисијата треба да го согласи тоа, затоа што нит за Република Бугарија, нит за нас е добро да железницата заживее во 2027. Треба да седнеме и да направиме напори час поскоро тоа да го имаме. И затоа сметам дека комисиите ќе се битни, навистина многу битни, за да ја дефинираат јасната агенда, за да ги елиминират евентуални законски пречки, ако се имаат, за да компаниите, економиите, стопанствениците соработуваат, а од друга страна, зошто да не креираме законски можности во кои што ќе се унапреди соработката на компаниите, па и инвестициите, обострани. Бугарски инвестиции во Македонија и македонски инвестиции во Бугарија. Ние, впрочем, имаме 2 од 4 инвестиции во обновливи извори на енергија преку Законот за стратешки инвестиции доаѓаат од соседна Република Бугарија. Инвеститори од Бугарија. Немавме, никој не дискутираше дали собствениците се од Република Бугарија, туку законот дозволува еднаков пристап, еднаков третман и ние им возможевме да влеземе во процес на дефинирање на нивните инвестиции. И сметам дека ова само ќе унапреди за да полека се реши да дојдеме до конечно решење на тоа што исплива на површина како проблем и ни се постави како бариера во нашиот евроинтегративен пат. На последниот совет на Европската Унија не добивме зелено светло за почеток на преговорите. Колку оваа блокада ќе влијае на севкупната економска состојба во државата?
Јас лично сметам дека секој еден предизвик кој што ни се појавува на патот за евроинтеграциите, но и воопшто ја гледам како можност. Секако, тоа не значи дека треба да седиме на страна и да не се обидеме да ги решиме причините зошто е дојдено до таквата блокада и недавањето на зелено светло. Но за мене е клучно што сметам дека треба да направиме е да видиме кои се можностите во наредниот период. И сметам дека тоа што денеска се случи со Отворен Балкан, тоа што ние го правиме како независно како влада, отвореноста наша кон сите евроинтеграцијски процеси, но и нашите заложби дека патот кон Европска Унија нема да запре не со оваа блокада и со една друга евентуална блокада, затоа што нема алтернатива. Нема алтернатива за нас, нема за алтернатива за следните генерации. И затоа сметам дека тоа што нас ни следува како земја аспирант за да станеме земја членка на Европска Унија, а тоа се фондовите, треба во овој период навистина да ги искористиме можностите кои што се нудат, затоа што тоа пак ќе кажам не е алтернатива и не е подкритие на блокадата, туку е можноста што треба да ја искористиме затоа што така ќе работиме на подобрување на животот на нашите граѓани. Во минатото интервју проговоривме и за националната развојна стратегија 2021-2041. До каде е овој процес? Да, зборувавме минатиот пат. Ние вистински работевме 9 месеци заедно со UNDP, UN, амбасадата на Велика Британија, но и со други чинители во екосистемот. Работевме на дефинирање на методологијата, затоа што сметам дека за еден таков голем процес во кој што треба да се дефинира 20 годишна стратегија на земјата, треба прво он да е инклузивен, да ги вклучува сите засегнати страни во општеството, без воопшто да остави никого на страна, затоа што само со осигурување на вклученост и активно учество на сите засегнати страни ќе биде сигурен дека спроведувањето на стратегијата и верувањето во тоа што во стратегијата е напишано ќе биде обезбедено. И работејќи 9 месеци, сметам дека сега имаме јасна методологија. За жал не се случија локалните избори и затоа што не сакавме да го нарушиме партиципативниот и инклузивниот процес, затоа што сите избори кај нас се премногу политички, нели, созрева и врие од различни политички интереси. Ни се случи малата политичка криза која што би требало да заврши наскоро со формирање на новата влада и веќе на првата седмица на новата влада ќе биде одобрена рамката за процесот за националната развојна стратегија. Моето очекување е дека втората половина на јануари ќе обзнаниме целата рамка и веќе во 2022 ќе работиме интензивно заедно со сите засегнати страни, без исклучок, со сите, која велам, и овде и од академија, и од приватен сектор, и од граѓански сектор, и од влада, и од политички партии, опозиции, позиции и така натаму, за да заедно седнеме и конечно кажеме за каква татковина сакаме да работиме и да живееме. Како вице-премиер, под чија капа се сите економски сектори и инвестициите комплет, како ја оценувате годината што измина и што е она на што треба да се посветиме следната година од економски аспект? Ке кажам како година во која што го почнавме закрепнувањето, за жал оправувањето после здравствената криза, за жал ни се случи енергетската криза. И би ја оценил како година во која што изгубивме одредени можности. Можевме многу повеќе, сите,
заедно. Можеше економијата да продуцира многу повеќе, но за жал, затоа што се случуваат надврешни фактори, не можеме да влијаеме и не сме имуни на сите тие случувања. Но тоа што со сигурност можам да кажам, тоа ни дозволи како влада да креираме рамка која што ќе осигура наредниот период сигурно закрепнување и опоравување до нивоата на економски раст кој што не сме биле и пред 2019 година, тоест многу повеќе од 2019 година, која рачунаме како добра година од аспект на економски раст. Тоа што сметам дека наредниот период ќе биде и текако битно е да ги елиминираме сите административни тешкоти, да кажеме, во кои што им овозможуваме или ќе им овозможиме на инвеститорите да инвестираат во сите сектори. За жал, тоа што ни се случува, ние навистина правиме сериозни напори преку Законот за стратешки инвестиции за сите големи инвестиции во одредените сектори, во 12 сектори, да ги поддржиме и да им овозможиме непречено спроведување. Тоа го правиме во енергетиката веќе, тоа што го обзнаневме претходниот период, но ќе престои, ние веќе доаѓаме до некаде 1,2 милиарди евра инвестиции во енергетика во наредните 2 до 3 години. Само во енергетика во секторот на обновливи извори на енергија. Овде се уште најголемите инвестицијски проекти во енергетика не се обзнаени, во смисол не се финализирани со одлука на влада за стратешки инвестиции. Но навистина ме загрижува фактот дека во доменот на градежништво се креира една фама дека градежништвото воопшто е штетно по животот на граѓаните и веќе имаме реакции на секаде каде и да има иницијатива за градежништво да се стопираат. И сметам дека тоа е навистина лош феномен кој што ни се случува во општеството, кој што наредниот период ќе треба заеднички да го разговараме со граѓаните. Што е тоа што навистина сакаме да го видиме наредниот период? Затоа што никаде во ниту една земја, развиена земја, не може да очекувате дека тоа ќе се прави без градежништво. Значи, не можете да кажувате дека градењето на нови згради, на нови објекти ќе штети на животната средина. Ние ќе осигураме како влада дека императив е здрава животна средина за нашите деца, за нашите сограѓани. Но при тоа се креира преку одредени, поставени норми и критериуми во градежништво. Не можам јас тие да ги дефинирам. Треба експертите да ги дефинираат. Не сме ние граѓаните кои што дефинираат дали вие или тој другиот треба да гради некаде, затоа што ние сме мислеле дека еве требало парк таму да биде. Да, јас сум поборник на тоа дека може да има и градење, може да има и парк, може да има и велосипедски патеки, може да има и добри улици и добри сообраќајни решенија, но за жал некако ние влеговме во тој зачаран круг дека не треба ништо да се гради, добро е вака. А во суштина сваќаме дека немаме ни добро сообраќајно решение, ние немаме ни можност за добри велосипедски патеки, немаме ни паркови, немаме ни пристојни услови за живење, вака е добро, поинаку е лошо. И затоа мислам дека преку дебата следниот период навистина ќе треба да се зафатиме, затоа што модерното, развиено Скопје, модерно развиено Битола, Охрид, Струга, Свети Николе, не може да биде таа од пред 50 години. Мораме да гледаме визија за наредните 50 години. Мораме да размислуваме за сообраќајници кои што се под земја или над земја, не само на површина. Ние сме единствена земја, не во Западен Балкан. Веројатно во самото обкружување, кој што немаме ниту еден тунел во ниту еден град за како сообраќајно решение. Никаде. Најдете ми едно, некој што го има тоа замислено. Модерен град, модерна држава не функционира со решение од пред 50 години. И ово го кажувам намерно затоа што ова се сектори кои што би требало да направат буст на економијата. Не поредно со тоа,
ќе доаѓаат инвестициите во производство кои што навистина се податоците се охрабрувачки. Година во кој што се уште сме во пандемија, инвестициите надминуваат 300 милиони евра во секторот на производство и преработка. Значи се враќаме на некои добри текови, патеки, и сметам дека најавите веќе кои што ги имаме во 2022, а се надевам дека пандемијата ќе оставиме на страна, енергетската криза ќе оставиме на страна, овие инвестиции ќе бидат уште поголеми. Но, при тоа, јас секојаш велам, нема веќе инвестиции во производство и преработка со ефтина работна сила, со достоинствени, платени работни места, со висока технологија и додадена вредност на нивните инвестиции. Да се вратам сега пак со пандемијата, значи како влада во текот од почетокот на пандемијата донесовте 6 пакети мерки, мислам, за поддршка на граѓаните на стопанството. Дали имате направено некоја анализа колкави се ефектите од тие 6 пакети и дали во иднина се планира повторно пакети некои или мерки за поддршка на граѓаните и на стопанството, затоа што се уште не сме излезени од пандемијата? Мерките беа направени во период кога навистина и како беавме погодени сите, и граѓаните и стопанството. Вкупните предвидени мерки беа на ниво од 1,1 милиарда. Последните проекции се дека тоа што е инвестирано, тоест е вратено, е приближно 1 милиарда. И навистина јас не обичам да кажувам што и каков ефект тоа постигнало, затоа што ќе биде дека јас како носител на функција тоа го кажувам, но последниот извештај на ММФ докажува дека економските мерки кои што владата ги има донесено преку 6 пакети, навистина субстанцијално имаат позитивно влијание врз намалување на невработеноста и севкупно на економскиот пат во нашата земја. И тоа навистина ме охрабрува дека такво признание доаѓа од ММФ. Еве не го кажувам ние, доаѓа од ММФ, а знаеме, ММФ вообичаено не се многу склони да даваат признанија за добри политики, но во овој случај навистина кажува дека ако мерките не биле донесени навремено и на тај начин како што беа концепирани, навистина ударот ќе беше многу поголем него што беше. Се уште, јас се залагам да веќе не зборуваме за интервентни мерки, туку да зборуваме на сет на мерки кои што се развојни, а секако и помагаат. И затоа продолжуваме со сите редовни програми на владата за поддршка на инвестициите. Дури ги подобривме условите, знаејќи што ни се случуваше во пандемијата, за да компаниите кои што секако се охрабрува да влезат во инвестициски циклус, ги поддржиме уште повеќе него што ги поддржувавме порано, но и да генерираме нови програми. Например, само пред некое време поддржавме, влеговме во една заедничка активност преку Стопанска комора на Северна Македонија, владата и швајцарската амбасада во дигиталната економија. Во сегментот на дигитална економија, тоа е ќе им помогнеме на неколку компании кои што сакаат да воведат високи софтверски решенија во нивните производствени процеси, кои што на поинаков начин не би можеле сами да го направат, затоа што изискува преголеми финансиски средства во период кога се уште не си се опоравил. И ова сега не е интервентна мерка, но тоа е развојна мерка. Но велиме, да, внесуваме средства, ќе ви помогнеме, ќе си помогнете и вие со внесување на одредени средства, но гарантираме дека за 5 години сме осигурале дека вие сте уште повеќе конкурентни него што сте во овој момент. Тоа е следното што ќе го направиме. А секако, бидејќи ги следиме сите збиднувања, ние во новиот буџет во 2022 предвидовме 100 милиони евра за така наречената програма за помош П1 во владата, која што ќе се искористи за енергетската криза, плюс
евентуално за помош на стопанството или на граѓаните, ако навистина видиме дека економски има голем импакт кај нив. Ова интервју би го заокружила сепак со едно политичко прашање, бидејќи го правиме во период кога во тек се преговорите за составување на новата влада. Неминовно е да ве прашам дали очекувате да останете на местото вице-премиер? Да, секојдневно прашање и секојдневен одговор. Јас сметам дека секој еден од нас, како носител на функција, треба функцијата да ја обавува одговорно и со одредени резултати. Сметам дека во изминатиот период се обидов да бидам одговорен во позицијата која што имав, да секако испорачам одредени резултати. Останува на новиот мандатар да утврди дали тоа е доволно за да бидам носител на следна функција во следниот состав на владата. Секако ако одлуката е да бидам, ќе ја прифатам, затоа што сметам дека делиме исти вредности, исти политики и тоа е клучно за нашата земја во овој момент, да се подржуваме, затоа што сметам дека овие само вредности и политики можат оваа земја да ја извадат од длабоката криза која што за жал е влезена во изминатите 30 години. Благодарам на интервјуто и на одземеното време. Благодарам на вас за можноста и среќна нова и среќна Божја. Исто.